Доналд Трамп и Камала Харис го користат последниот месец од нивните кампањи за да се обидат да направат нешто во оние области каде што можеби имаат слаби резултати. Анкетите на јавното мислење покажуваат дека Трамп заостанува зад Харис меѓу женските гласачи. Во Северна Каролина, Трамп вети дека ќе ги заштити жените, за кои вели дека се посиромашни, помалку здрави и помалку безбедни отколку кога тој бил председател. Тие плаќаат многу повисоки цени за намирници и се друго отколку пред 4 години. Повеќе се по стрес и се подепресивни и несрекни отколку пред 4 години. Ке го поправам сето тоа. Пристапот до абортус е една од причините зашто Трамп заостанува зад Харис меѓу жените. Тој назначи суди во Врховниот суд кои помогнаа да се стави крај на повеќе од 50 години федерална заштита на абортусот. Повеќе од 20 сојузни држави воведоа ограничувања за абортусот по одлуката на највисокиот суд во 2022 година, вклучително и Џорџија. Харис им кажа на поддржувачите таму дека ова гласање е за слободите на жените. One does not have to abandon their faith. Никој не мора да ја напушти својата вера или длабоко вкоренети верувања, за да се согласи дека владата не треба да ја кажува што да прави. Ако сака ќе разговара со својот свештеник, рабин, имам. Но не треба владата или Доналд Трамп да ја кажува што да прави со незиното тело. Додека Трамп заостанува меѓу жените, тоа е во предност со мажите. Меѓу напорите Харис да придобие повеќе мажи е оваа реклама на проектот Линколн, во која се вели дека Харис е најдобра за средната класа и ги прашува мажите: што чекате? It's time to be a man and vote for a woman. Економијата и понатаму е главното прашање за мнозинството гласачи. Трамп вели дека ќе земе работни места од други земји. Еве го договорот што ќе го понудам на секоја голема компанија и производител на земјата. Ќе ви дадам најниски даноци, најниски трошоци за енергија, најниско регулаторно оптоварување и бесплатен пристап до најдобриот и најголемиот пазар на планетава, но само ако вашиот производ го правите овде во Америка. Харис светува помош од $25,000 во аванс за оние што првпат купуваат дом. Знам како е луѓето да работат напорно и да штедат, да имаат сон, што е за достоинство на нивната работа и инвестиција во нивната иднина, иднината на нивното семејство. Инвестиција во нивната гордост, што со право ја заслужуваат со нивната напорна работа. Предвременото гласање е веќе во тек во 23 сојузни држави. Во Минесота, Максим ја избрала Харис. Потребна ни е промена. Ни треба разум во Конгресот во Белата куќа и ни требаат права на жените. Гласачот од Минесота, Јуџен Отесон, го избрал Трамп. Ми се допаѓа некој што може да води бизнис и ако може да води бизнис, а тој докаже дека може да ја води земјата, знаете, затоа што го направи тоа. Со Камала се уште не знаете за што таа се залага. Со оглед на тоа што повеќето сојузни држави во голема мера го фаворизираат или Трамп или Харис, победникот најверојатно ќе биде одреден со резултатите од 7 држави: Мичиген, Висконсин, Пенсилванија, Џорџија, Северна Каролина, Аризона и Невада.